На почетокот дозволете ми да изразам задоволство од денешната посета на комесарот Филе и неговиот тим по повод одржувањето на четвртата сесија на пристапниот диалог на високо ниво меѓу владата на Република Македонија и Европската комисија. Декемвриските заклучоци на Советот го трасираа патот за можна одлука за почеток на преговори со Македонија во јуни оваа година. Благодарение на ангажманот на комесарот Фили и неговите соработници, на Европската комисија и земјите членки поддржувачи на македонската евроинтеграција, Советот го напушти преходниот статичен речник за Македонија, кога и најчесто прашањето за почеток на преговори не беше дискутирано. Македонија сака да ја материализира оваа можност за одлука за почеток на преговори во јуни во партнерство со Европската комисија, Ирското председателство и сите земји членки. Имаме мноштво солидни резултати и аргументи за позитивен пролетен извештај и за позитивна одлука за Македонија на Јунскиот самит на Европската унија. И покрај политичките предизвици со кои се соочуваме, постигнавме добри резултати во 5 клучни реформски области. Се разбира, останува и нашата посветеност за добрососедски односи. Во областа на реформите можам да констатирам дека имаме квалитетен напредок. Ако на минатиот состанок зборувавме за закони кои сме ги донели или ќе ги донесеме, денеска зборуваме за конкретни резултати во нивно спроведување, што значи ќе одиме еден чекор понапред во стандардите. Локалните избори беа спроведени во согласно со новото законодавство и меѓународните стандарди во мирна и компетитивна атмосфера и без инциденти. Ќе продолжиме да работиме на натамошно напредување на изборниот процес. Во делот на медиумите, фокусот беше на спроведување на новиот закон за граѓанска одговорност за клевета и навреда и нивна декриминализација во поддршка на унапредувањето на слободата на изразување и професионалните стандарди во медиумите. Процесот на отворен диалог и градење доверба со медиумите, кој владата го водеше со асоциациите на новинари на Македонија, би сакале да продолжи. Сакам да повторам дека владата инициираше и е подготвена веднаш и без одлагање да го продолжи импулзивниот диалог кој се докажа како успешен модел за континуирано унапредување на медиумската сфера. Што се однесува до реформите во судството, особено е значено дека позитивниот тренд на намалување на бројот на нерешени случаи и совладување на приливот на новите предмети во судовите констатиран на минатиот состанок и понатаму продолжува. Во поглед на антикорупцијските мерки, владата во соработка со правосудните институции подготви сеопфатен извештај на податоци за сите предмети со елемент на корупција во сите фази од кривичната постапка. Подготвена и методологија за известување за случаите со корупцијски елемент која во иднина ќе придонесе за поквалитетна обработка и презентација на податоците на институциите надлежни за спроведување со корупцијата. Во однос на реформата на администрацијата, би ги извоил двата нови законски предлога кои се во подготовка, Законот за администрација и Законот за општа управна постапка, со чие донесување ќе се обезбеди системско консолидирање на овие две клучни подрашја за функционирањето на државната управа. Двата законски предлога се подготвуваат внимателно и чекор по чекор во сработка со експертите на СИГМА. За заегнување на пазарната економија продолживме со мерките за подобрување на пазарот на трудот и образованието, како и подобрување на деловната средина. На надворешно политички план, континуираното негување на добрососедските односи го има нашето полно внимание и проактивност, интензивната соработка, отворениот диалог, разбирањето на другиот се единствениот пат за надминување на секој предизвик, се со цел остварување напредок на земјите и на регионот во целина. Со Република Бугарија преземаме бројни иницијативи за континуирано напредување на меѓусебната соработка.
Во овој контекст ја истакнуваме европската иднина на регионот и заедничкиот интерес за просперитет. Однос на Грција, иако билатералната политичка комуникација на високо ниво не е на рамниште на кое посекуваме и на кое може да биде, ние продолжуваме со посветен и одговорен однос, со иницијативи за подвобочување на односите и за средби на секое ниво, за зајакнување на довербата и интензивирање и динамизирање на диалогот кој ќе води до надминување на разликите и реализација на стратегиските цели. Никој повеќе се разбира, од Македонија не сака да се отстрани последната пречка што стои на патот за реализација на нашите европски и евроатлантски цели. Веруваме дека конструктивниот и активен пристап по надминување на отворените прашања и високиот диалог и пристапните преговори со ЕУ дополнително ќе придонесат за создавање на поголеми услови за надминување на наметнатиот спор околу името во рамките на разговорите под покровителство на Обединетите нации. Македонија останува целосно и искрено посветена да се дојде до решение согласно демократските принципи на меѓународното право во рамката поставена со резолуциите на Обединетите нации и ставовите на нивното највисоко правно тело. Би сакал да истакнам дека пристапниот диалог на високо ниво помеѓу Република Македонија и Европската унија ги дава своите резултати и помага на нашата земја за остварување на забележителен напредок во достигнувањето на европските стандарди. Ние ќе продолжиме со посветен и одговорен однос во динамизирањето и интензивирањето на реформите, во надминувањето на предизвиците и во понатамошно напредување на сите сфери од општеството со цел подобар и поквалитетен живот на нашите граѓани и реализација на нашите стратегиски цели.